Добар ден, народни пратеници. Нешто ве нема многу од власта, се поише од опозиција, ама 20 метри од тука е обратно, така да имаме рамнотежа барем. Добро, бидејќи ја ми е оневозможена шансата да поставам прашање преку моите пратеници, оние што су ги гласал во собранието, а е битно прашањето, еве денес да го поставиме тоа прашање тука. Пред 2 дена, Државниот завод за статистика ги објави последните податоци за индустријското производство во Македонија и меѓу останатото првиот факт кој што може да пројде и бегло е тоа дека и во декември имаше пад. Ние сме веќе толку навикнати да декември помалку или повеќе не ни очекувавме друго. Малку поинтересен поглед на тие податоци, званични, официјални од Државниот завод за статистика, покажува една слика што е најмалку речено катастрофа. Имено, декември беше 16-тиот поред месец на пад на индустријското производство во Република Македонија. Шеснаести поред. Последен месец кај што имало мал пораст, август 2011. Се до денес само пад. Нема можност за голема презентација. Еве презентација. Камерите може да ја видат. Црната линија хоризонтална е 0, трендот е надоле. 16 месеци пад веќе не е криза. Не е криза, тоа се неколку месеци. 16 месеци пад е катастрофа со преод кон катаклизма. Уште еден интересен податок кој што се извлекува од тие податоци на Државниот завод за статистика. Како што владата многу често милува да споредува со ситуацијата пред нејзиното преземање власт, така и се споредени податоците. Значи имаме споредба декември 2012 година со просекот 2005 година. И знаете што? Денес индустријското производство во Македонија е за 2% пониско од 2005 година. После 7 години преробба во сточекори надградена и проширена и не знам каква, реформите ќе победа, трето место на Doing Business не знам што, ние се наоѓаме во ситуација да имаме индустријско производство пониско од просекот во 2005 година. За тоа е крајниот резултат од тие 7 години. Значи, едно дете да се родеше 2005 до денес во школа ќе тргнеше, а ние седиме на истото место, дури сме и пониско, како економија. Сега полека кон делот на прашањата. Вообичаениот одговор кој што владата пред се премиерот го дава на ваквата состојба е да, тоа е така, меѓутоа е причината во Европската Унија. Цела Европа е во криза, мораме да бидеме и ние. Добро, навидум држи. Ајде да анализираме. Нашите податоци беа објавени на 29 јануари, за државите членки на Европската Унија на 14 јануари. Има држави во Европската Унија кај кои што има пад. Меѓутоа, има држави кај кои што има раст, кај кои што има пораст. И таму е направена споредба со 2005 година. И поголем дел од државите во Европска Унија 2012 година се на повисоко ниво од тоа кај што биле 2005 година. Она што е уште поинтересно, новите држави членки на Европската Унија сите имаат пораст. И големите, Полска, шампион, меѓутоа и помалите, Естонија, Литванија, Летонија и Словенија во последните месеци почна да се приближува кон раст. Значи, не е причината во Европската Унија. Не е. Може да биде делумно, ама дефинитивно не го објаснува целиот пад. Второ објаснување што го дава владата е, ние инвестираме во градежништво со теза
Тоа поттикнува 26 стопански гранки, индустријски гранки поточно. Ако поттикнуваше 26 од 35 постојни, како тоа стапката паѓа надоле, како што ја видовме? Значи дека инвестирањето овакви фалусоидни и кичерасти објекти не го решава проблемот. Она што владата го прави, значи е си бара алиби и во меѓувреме се задолжува, нас не задолжува, за да одржи привиден мир. И моето прашање сега е следното. Првиот дел е дали има некое друго објаснување некој од владата за тој пат. Да го чуеме. Тие двете што ги кажуваат не држат. Кое е реалното објаснување? И уште побитното прашање, има ли било каков план што ќе се прави во иднина? Било каков план што ќе се прави во иднина? Владата нема план, она си бара алиби дека не е крива и ништо не размислува што да прави. Ние треба да прашаме има ли план за излез. Ако мисли дека треба да го дебатираме негде поотворено, еве има и покана, можеме да дебатираме кога сакаат. Јас ви благодарам на вниманието.